Добро вечер, почитувани гледачи. Овој пат јас нема да дадам вовед за емисијата. Вовед ќе ни биде прилогот кој што сега ќе го видиме и сигурна сум дека ќе ви биде јасно на која тема ќе разговараме. Режија ве молам да го пуштиме прилогот за гледачите да видат на која тема оваа лупа ќе биде посветена. Охриѓанецот Коче Богдановски досега дарувал крв 112 пати. Неговата крвна група е нулта негатив. Вели, дарувам крв затоа што преку овој чин најдобро се изразува хуманоста, но и заради собственото здравје за обновување на крвта. Чувството е многу добро и захвалливо. За здравјето е, мислам, уште подобро. Секој прв пат нормално кој ќе даваш, не е неко тешка работа, да речеме нешто посебно, стресот, што викаме она, али што поќе даваш, што истагата сама барат и се осеќаш Јас се осеќам многу подобро. Секој 3 месеци, например, кој ќе дојде давањето, самата снага ми кажува дека треба да дам крв. И према тоа немам што некој зборови да кажам некој да се плаши да не дава, не слободно може да дават и поубаво ќе се осеќат и помлад. Општинската организација на Црвен крст денес во своите простори организираше свечен прием за крводарителите од Охрид по повод 17 март, денот на крводарителите и ден на Црвениот крст на Република Македонија. Потребите од крв и крвни продукти на ниво на земјава се задоволени за 2015, истакна председателот на Црвениот крст Сашо Точков. Минатата година 2015 за која што и даваме признание на оваа свеченост, реализиравме онолку крвни единици колку што беше потребно за здравствените установи во општините Охрид и Дебарца и ги задоволивме потребите на пациентите. Оваа година сме уште по мотивирани затоа што во минатата година започна со работа една нова форма на мотивирање и организирање, тоа е клубот 25 на млади крводарители во Црвен крст Охрид, кој што веќе ги покажува своите резултати во мотивирање на младите, особено во образовните институции за благородноста да се дарува крв, хуманоста и ги насочува младите во тој смер. На приемот беа поделени плакети за најдобрите крводарители. Плакети добија крводарителите кои дарувале 25 и повеќе пати крв. Општинската организација на Црвен крст во 2015 година има реализирано 18 крводарителски акции и во нив има собрано 1385 единици крв. Точков признава дека имале и подобри години кога бројот на крводарувања бил дури за 550 крвни единици повеќе, но откако од Институтот за трансфузиона медицина наметнале почитување на некои стандарди кои подразбираат неодржување на крводарителски акции на отворено и на јавни манифестации, бројот опаднал. Го видовме прилогот и гледачите веќе знаат за што ќе зборуваме. Тоа е крводарителството. Денес е денот на крводарителството на Република Македонија и на основањето на Црвениот крст на Република Македонија. И добре дојде и посакувам на Мимоза Ставрева, секретар на Црвениот крст на Охрид. Добре најдов, благодарам на поканата. Госпоѓо Ставрева, сега во еден друг амбиент, во една друга емисија, но имаме повод за кој што ќе разговараме на вистина. Крводарителството е една благородна мисија и ова течност многу пати живо значи. Каква е состојбата во нашата општина со крводарителството и дали имаме хумани луѓе? Да, имаме хумани луѓе и тоа многу. За тоа сме посебно горди и еве на овој 17 март да им го честитам денот на сите крводарители во Охрид, Дебрца и пошироко во нашата земја, затоа што Црвениот крст на Република Македонија го одбележува денот на крводарителството и денот на основањето. Крводарителите се една посебна категорија на наши сограѓани, на некој начин и волонтери на кои ние посветуваме посебно внимание. Цела една програма е развиена за работа, организација и унапредување на крводарителството и се уште сме благодарни што е доброволно, анонимно, бесплатно во Република Македонија и што имаме луѓе, не само од постарите генерации, туку и млади крводарители кои што се приклучуваат, ја препознаваат хуманоста и даруваат крв. Така.
Слушнавме еден многу убав позитивен пример за еден наш сограѓанин кој што дури 112 пати дарувал крв, на вистина тоа е подвиг. И ете, нека биде пример за сите оние млади кои што се двоума дали да започнат со крводарителство. Да. Каква е ситуацијата на тој план? Значи, колку имаме од повозрастната категорија граѓани кои што се крводарители, а колку пак имаме подмладок? Имаме повозрастна популација на крводарители кои редовно даруваат крв. Не треба да ги подсетувате, не треба да им се јавуваат, едноставно тие така се чувствуваат и или ќе дојдат на нашите крводарителски акции или директно во службата даруваат. Имаме млади крводарители благодарение на крводарителските акции кои што ги организираме во средните училишта во градот и на факултетите. Од тука, тие кога прв пат со навршување на 18 години можат да даваат крв, кога прв пат ќе дадат, меѓу нив веќе се препознаваат оние кои што можат тоа да го продолжат, затоа што не чини ништо, одзема 10 минути од своето време, ја носите со себе мислата дека може би сте помогнали или спасиле 3 до 4 животи. Така. Сега, секогаш луѓето кога сакаат да започнат со нешто ново или се двоумат дали да направат нешто, им треба некој или нешто што ќе ги мотивира. Затоа вие имате и мотиватори во Црвениот крст кои што делуваат на овој план, да ги охрабрат сите оние кои што се двоумат дали да даруваат крв или не. Која е нивната улога и функција и како ги мотивираат и младите, но и повозрастните кои што се двоумат? Према програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија, делот за организација на крводарителските акции и мотивација на крводарители припаѓа на Црвениот крст. Ние честопати одиме на терен и со презентации, неформални разговори и на други начини се обидуваме да им ја приближиме ова тема, крводарување, и да им кажеме што всушност значи, што можат да направат, како ќе се чувствуваат предходно, после, сите тие дилеми кои што може би ги имаат, ние се обидуваме пред крводарителските акции да им ги разрешиме. Со мотивацијата, еве можам да се пофалам, од минатата година во Црвен крст Охрид работи клубот 25, тоа е клуб на млади волонтери која што првична цел е да мотивираат со врсничка едукација исто своји млади врсници кои што се наоѓаат во средните училишта и во факултетите и можам да кажам еве веќе од минатата година на сите крводарителски акции кои што се одржуваат во овие институции кои ги спомнав, нашите млади волонтери одат и ги мотивираат. Значи дали е тоа 2, 3 или само еден ден колку што е потребно, нашите млади се на терен. Исто така на нас отпаѓа и печатењето на пропаганден информативен материјал кој што ние го дистрибуираме, исто така со цел да се запознаат не само старите, туку младите за чинот на крводарување. Така. Колку млади имате кои што се вклучени веќе во акциите на крводарување, значи редовно кои што веќе даруваат крв? Бројка не можам точно да ви кажам, меѓутоа во просек крводарителските акции во средните училишта се движат до кај 50 крвни единици, исто така и на факултетите. Бројка што не е за подценување и ние сме сосема задоволни. Дел од нив ќе си продолжат, дел од нив нема, меѓутоа следната година ќе има нови кои што сакаат исто да се обидат, да. Од сите тие 50, барем 1/3 да сигурно станат континуирани крводарители. Тоа го докажува да и планот на крводарителство кој што го исполнуваме секоја година. Во изминатите 2 години бележиме одреден благ пад на бројките, меѓутоа тоа се должи на една друга објективна причина која што можеме и сега ако сакате да ја спомнеме. Значи, тоа укажува дека нашите планови се исполнети и ги задоволуваме потребите. Так. Значи, и Црвениот крст на Република Македонија, Институтот за трансфузиона медицина, преку службите кои работат овде во нашиот град,
со одлична соработка кажуваме дека во нашата земја има доволни резерви или залихи на крв. Сега минатата година 1385 крвни единици беа собрани на 17 крводарителни акции, кои што се, мислам дека 16 се редовни, една беше вонредна. 17 редовни и една вонредна изминатата година, да. Значи, тоа е вашиот план кој што го правите на пред почетокот на секоја година. Рековте дека малку имаме во претходните 2 години благ пат во собраните крвни единици, но еве да кажеме конкретно на што тоа се должи, морам да го потенцирам податокот кој што вчера беше изнесен на трибината по повод денешниот ден, кога беше кажано дека од 2002 до 2014 година, 2006 чинам, до 2014 година, Охрид бил во оние 10 градови кои што се на врвот по бројот на собрани крвни единици и сте го надминувале планот за 140%. Да. Што се случи сега овие 2 години што малку е намален овој број? Да. Ние навистина бевме меѓу првите 10 општини во Република Македонија со исполнување 100% и над 100% исполнување на годишниот план на крводарителски акции. Меѓутоа, од пред 2 години на барање на Институтот за трансфузиона медицина, крводарителските акции на отворено под шатори беа откажани со образложение дека нема соодветни услови за работа на нивните служби и тоа се должи на овој благ пад на бројките. Значи, Плаошник, Водици и една со спортска облажувалница акција која организиравме секој мај. Сите тие беа традиционални и имаше дури и преку 200 крвни единици. Тие беа и најмасовни, колку ја што се сеќам, да. Меѓутоа, ние не сакаме да гледаме на крводарителите само низ овие бројки. Значи, ние во текот на целата година се обидуваме да ги уважиме како личности крводарителите. Ова за нас се само за да видиме со залихите докаде сме, со бројките, со исполнувањето на плановите кои што нели во секоја област мораме да си ги зададеме, да ги исполниме за да бидеме успешни. Меѓутоа, крводарителите се тие кои што нас не интересираат. Оваа година се едни, другата година други и плюс нови и така натаму. Сакаме, тоа е нашата цел и нашата работа, да ги мотивираме, да мотивираме се повеќе млади и на еден ваков ден како што е денешниот, барем еднаш годишно, да оддадеме почит, признание, благодарници, плакети за нивната несебична хуманост. Исто така на овој ден доделуваме и плакети, признанија, благодарници на одредени институции, фирми, здруженија, поединци кои што го помагале крводарителството во секоја измината година. Благодарам, благодарница добивме ние како телевизија ТВМ за поддршката која што ја пружаме на Црвениот крст. Јавна благодарност во моментов, за поддршката, значи на сите медиуми и посебно до вашата телевизиска куќа, кои што несебично, значи не само во областа на крводарителството, тука сте за сите активности. Така. Па ние сакаме кога има простор и причина за тоа и ќе искритикуваме, но сакаме и да пофалиме кога навистина нешто вреди за да се пофали. А вие секако нижите успеси во областите во кои што работите и редно и да се пофали и да се даде простор медиумски секако. Сега крводарителството рековме дека е една благородна мисија, сакаме да ги мотивираме што повеќе младите. Вие имате ваши механизми како тоа да го сторите, но ме интересира дали има некакви случаи кога некој млад човек ќе сака да стане крводарител поради нешто што можеби го иницирало, му се случило во неговото семејство, се соочил можеби со некаква несакана ситуација кога некој дарувал крв па спасил живот кој што нив им бил многу близок и драг, па тоа го иницирало да стане и тој крводарител. Имаме ли некакви вакви или слични примери? Да, имаме примери доста најразлични. Имаме крводарители кои што после одредена непријатна случка почнале за прв пат да даруваат крв, значи виделе колку значи. Тоа е еден лек кој што не се произведува и нема цена. Меѓутоа има и обратно, како што спомнавте. Младите најчесто, кога млади волонтери од наша страна им објаснуваат, им докажуваат, едни со други си веруваат.
Значи, друго е кога ние ќе им објаснуваме или можеби лекарите или можеби слушнале на телевизија. Меѓутоа, таа врсничка мотивација која што ние се обидуваме и ја правиме е навистина корисна. Така. Јас сакам и понатаму крводарителството да зазема се поголем замав, затоа што Македонија е една од ретките каде што тоа се прави се уште бесплатно и на сопствена желба и по сопствено убедување и по сопствена мотивираност. Веќе во голем дел од земите во светот крводарителството се наплаќа. Значи, рековме, оваа течност на никој друг начин, освен на ваков, не може да се произведе. Каква е состојбата во Република Македонија и во нашата општина со крвни единици? Дали секогаш сме покриени, затоа што знаеме дека има и некои поретки крвни групи? И многу често среќаваме на социјалните мрежи апел да се бара некоја крвна група. Дали реално има потреба од тоа или тоа се прави во една паника и страф кога ќе се соочат луѓето со некаква несреќа? Веројатно тоа е најчестата причина. Значи, сосема ги разбирам пациентите кои што ќе дојдат до нас и ќе се обратат во паника дека е потребна крв за одредена операција или одредена друга болест. Меѓутоа, во Македонија, годишниот план на ниво на Република Македонија е 55.000 крвни единици. Секоја година се исполнува во целост или се надфрлува. Ова е тенденција веќе години наназад и тоа ни дава за право да кажеме дека во Македонија има доволни резерви, залихи на крв и крвни продукти. Веројатно, затоа што сме хуман народ, затоа што сакаме секогаш да помогнеме и секогаш тие приказни не трогнуваат, ќе забележите по социјалните мрежи или по електронските медиуми дека е неопходно да се итно да се обезбеди одредена крв. Јас еве ги им кажувам на пациентите, здравствените установи, се надевам тоа веќе го знаат, пациентот или болницата која што има потреба за крв се обраќа до службата за најблиската служба за трансфузиона медицина. Во Охрид ги имаме две, едната е во општа болница, другата е во болницата Свети Еразмо. Службите, доколку по некој случај немаат, во најчест случај, значи имаат доволни количини, доколку немаат, тогаш си се обраќаат меѓу себе да позајмат, можат да се обратат до Струга, до Битола, до Скопје. Во некои ретки случаи тогаш се обраќаат до нас за да бараме крводарители во моментот. Иако, кога е итно, значи крвта не може веднаш да се прими. Таа мора да оди на испитување, обработка и потоа да се дава на примателот. Знам дека порано беше една пракса, доколку имаше потреба од крв, се ангажира роднините, оние кои што има иста крвна група како пациентот, па тие дарува крв. Дали сега тоа се практикува или нема потреба од тоа? Нема воопшто потреба, значи сите крвни групи, ако ги сметаме за поретки или некои се почести, тоа е навистина така, затоа што во Македонија најчеста крвна група е А, па нултата, па АБ и Б, па АБ крвните групи и во севкупниот тој процент, значи РХ позитивните учествуваат со 80%, останатите негативните со 20%, меѓутоа сепак е доволно. Тоа фамилиарно крводарување било специфика на минатото, веќе сега можеме да кажеме и тоа веќе не се случува. И сега и нема потреба. Така, исто ме интересира колку крвта е безбедна. Значи, кои се испитувања се прават и колку е безбедна и за пациентот што треба да ја прими, а и за оној што дарува крв. Значи, колку е и тој осигуран од сите оние несакани некои последици. На самата крводарителска акција, значи секој кој ќе дојде по прашалник се одредува, се боцка, се зема крв и се одредува количеството на хемоглобин во крвта. Потоа во разговор со лекарот трансфузиолог се прегледува и прашалникот, како личноста крводарителот се осеќа и кажува за своите животни навики и колку се смета тој себе си за здрав. Понатаму се мери крвен притисок, докторот ги наслушува и потоа се дарува. Сетовите за дарување се еднократни, значи се потполно стерилни и нема никаква можност од некакво заразување.
Откако крвта ќе се земе од службите за трансфузиона медицина, понатаму таа оди на испитување за сида, сифилис, хепатит Б, С, сексуално преносливи болести или болести кои се пренесуваат преку крв. Ова е потполно, затоа велиме дека крводарителството во Македонија покрај што е доброволно е и анонимно. После тие испитувања, значи доколку нешто ред се известува директно дарителот. Значи, тие резултати никаде не излегуваат надвор и е потполна, безбедна за примање за оној кој што му е потребна. Колку време може да се чува даруваната крв? Значи? Од крвта околу 35-40 дена, меѓутоа има посебни компоненти кои што се изолираат. Таа така наречена тромбоцитна компонента е таа што можеби некогаш при потешки операции се бара и е со помал рок до 7 дена на траење. Така. Ние имаме услови во нашиот град за да ја чуваме крвта толку дена, значи а и да ја транспортираме доколку треба на други места. Рековте дека имаме соработка и со други градови. Да, секако имаме ние како Црвен крст, значи тоа не е само работа која што ние можеме да ја следиме, тоа е потполно работа на службите за трансфузиона медицина. Ние како Црвен крст, како што реков, сме во делот на организирање на крводарителските акции, изготвувањето на периодични годишни извештаи, планот на крводарителските акции, вклученост со волонтери во секоја акција, евидентирање на крводарителите, подготвување на евентуално списоци на потенцијални крводарители, мотивацијата, обуките на мотиватори во крводарителство и така натаму. Дали покрај Црвениот крст можат и други некои организации да прават вакви крводарителски акции или вие во Република Македонија? Не. Значи програмата за организација и унапредување која што ја подготвува Министерството за здравство во соработка со Фондот за здравство ја доделува овој дел кој што го напоменав за работа на Црвениот крст. Сега каква ви е тогаш соработката со другите институции? Знам дека многу често полицијата се организира за крводарителски акции, други некои институции, како што се факултетите, средношколците многу пати даруваат крв. Каква е соработката и значи како ги мотивирате еве и овие институционално? Порано знам дека имаше крводарителски акции во фабриките, сега веќе немаме фабрики, многу ретко и нема таква можност, но сепак, кои се оние кои што се чести крводарители, институционално правам муабет, значи не индивидуално. Соработката е одлична и имаме повеќе кратни крводарители посебно во полиција, во пожарна или други институции каде што редовно даруваат. И тие самите се организираат и сакаат да си организираат крводарителска акција. Што се однесува до школите, до факултетите, соработката е на одлично, завидно ниво. Секогаш сме препознаени и добре дојдени во нивните средини. Ни овозможуваат да ја работиме мотивацијата, не само пред крводарителските акции, туку ако е потребно и во текот на годината. Еве, можам да кажам на денешен ден, на 17 март оваа година, како заслуга за придонес во унапредувањето на крводарителството во нашата општина доби факултетот за туризам и угостителство, средното училиште Свети Климент Охридски гимназија, млад крводарител Владимир Мујовски и нашата лекарка трансфузиолог доктор Марија Алексиоска, која што е долги години наш волонтер и учествува во работата на високите тела на Црвен крст Охрид, исто така и Сантина Целеска, која што е неуморен здравствен работник и помагател исто и на нашата дејност. Значи, сите ние овој ден го одбележуваме и можеме вака јавно да кажеме и да проговориме и да се чуеме. Меѓутоа, верувајте дека преку целата година оваа програма бара работа. Тоа го покажуваат и резултатите, значи не доаѓа ништо преку ноќ за еден ден, ова е само еден сублимат на денешниот ден за се она што се сработило во текот на цела година. Сега ме интересира каков е планот за ова година. Рековме дека минатата реализиравте 18 крводарителни акции, колку годинава треба да се реализираат, на кои се места и бидејќи веќе не можете да организирате крводарителни акции на отворено, на кои други локации, бидејќи има граѓани кои што сакаат да даруваат, можеби не знаат. Затоа што некоја традиција стана ете плаошник,
го знаат и нашите граѓани, но и туристите кои што доаѓаат. Имавме еден голем добар процент и од туристи кои што даруваа крв тој ден. Исто така и на И за време на Водици, сега тоа веќе не може така да се реализира. Годинава мислам дека беше во студентскиот дом Никола Карев префрлена акцијата, но со помал одзив, затоа што граѓаните не сите беа информирани на време дека ќе има таму крводарителна акција. Како таа традиција сега да се пренесе на друго место? Значи, исто изготвене, уште пред почетокот на годината, за следната се изготвува годишниот план, кој што е во 90% дел исти како и предходниот од минатата година. Не очекуваме некои забележителни промени, меѓутоа сакам да напоменам дека овие крводарителски акции кои што ги споменавме како откажани на отворено под шатори, не се откажани, значи тие се одржуваат, меѓутоа на други локации. Еве, како што спомнавте, крводарителската акција за Водици, за празникот Богојавление, ја одржуваме во веќе 2 години наназад во студентскиот дом Никола Карев, а додека акцијата за 8 август за Свети Климент на Плаошник ја одржуваме во основното училиште Свети Климент Охридски. Значи малку подалечни локации кои што можеби на крводарителите им сметаат или не се толку фреквентни, онаму каде што се сите на празникот, на вакви традиционални и верски празници. И можеби затоа е ова, не можеби, меѓутоа со сигурност кажуваме дека е тоа, меѓутоа акциите не се откажуваат и ние работиме. Посебно еве нашите млади волонтери од клубот 25 дадоа значителен придонес во организирањето на овогодишната крводарителска акција за Водици. Имавме значителен пораст на дарувањата во однос на минатата година. Значи, со тек на време ќе се прифатат и овие нови локации, ќе станат, како што реков, традиција за сите кои што сакаат да даруваат. Еве и трибината вчера што ја одржавме во големата сала во општина Охрид, исто така придонесе за луѓето се повеќе да се информираат каде сме, што правиме, каде се крводарителските акции, што прави Црвениот крст и така натаму. Така. Тука ќе го заокружам првиот дел од емисијата, кој што го посветивме на крводарителството, што не значи дека и во вториот повторно не ќе провејува тоа, но ќе зборуваме и воопшто за работата на Црвениот крст во Охрид и генерално во Македонија, затоа што денешниот ден е посветен и на неговото формирање. Малку ќе ве одморам со една кратка рекламна пауза. Извонредна зимска понуда од хотелскиот комплекс Тино во идиличната населба Свети Стефан. По промотивна пакет цена од само 3000 денари месечно, уживајте во благодетите на внатрешен топол базен, сауна, парна бања и џакузи. Совршена релаксација на телото и духот. Само 100 денари дневно инвестирајте за вашето здравје и убавина во еден од најубавите хотели на Ривиерата. Тино спа и велнес центар. Здравје и енергија. Прима Мебел ви представува екстра поволни лизгачки ормари, веќе од 9990 денари, гарнитура Теа за 17990 денари, регал Канарија со 50% попуст на целиот програм и блок Кујна Клара за 69990 денари со гратис апарати. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салоните во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. Бако акција. Бадем печен и непечен 780 денари, глешник печен и солен 795 денари, урма без коска 285 денари, урма со коска 199 денари, семка крупна печена 259 денари. Вкус кој не се заборава. Горивата на Макпетрол од фамилијата Ултра. Најдобрите Ултра 95 плюс економи и Ултра 100 Рейс Про. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол.
Имате суви црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Диет Фарм. Иновативен производ со врвен квалитет. Нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Диет Фарм, бидејќи телото го препознава најдоброто. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имате здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. www.stiringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. Steeringtrade.com.mk Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да предизвикаш воодушевување? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Направи супа, создади чувство, Подравка. Госпоѓо Ставрева, продолжуваме ние со нашиот разговор, предпоставувам на задоволство на гледачите. Пред 45 години на овој денешен ден е формиран Црвениот крст во Охрид. Навистина една бројка за респект. 1945 година. 1945, се извинувам. Е формиран Црвениот крст тогаш на Социјалистичка република Македонија. Минатата година, како што знаете, славевме 70 годишен јубилеј од основањето, од формирањето. После осамостувањето на Република Македонија, по донесувањето на законот за Црвениот крст во 94-та година и прифаќањето на Женевските конвенции од 49-та година и дополнителните протоколи од 77-ма година, кога ги усвои владата, тоа беа двата предуслови за да ние, како Црвен крст на Република Македонија, како национално друштво, стекнеме статус на рамноправен член во Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Минатата година имавме 70 години јубилеј од формирањето и 20 години од осамостојувањето. Еве, веќе 71 година ние делуваме на овие простори, секако благодарение на многу минати генерации кои што работеле, волонтирале, го поддржувале Црвениот крст и нашата хумана мисија и како резултат на сите сегашни генерации кои што исто така не поддржуваат. Така. Сега, што се стои, во овој долг период? Јас се направив за половина помлади, но 80 години уште бројка што уште вака повеќе дава тежина и поголемо значење, поголема работа. Предпоставувам многу труд, многу поминати волонтери, затоа што ова организација пред се е волонтерска. Колку сте, мислам дека сте двајца само вработени, уште неколку се со договор и другите се сите на волонтерска база. А има доста луѓе. Вкупно во стручната служба сме 5 лица
и сите останати се волонтери, вклучувајќи го и председателот на Црвен крст. Тоа е основата на Црвениот крст секаде во светот. Волонтерска, хумана организација. Само на тој начин може да се постигне она што ние го имаме, секако со делување према основните принципи. Тоа ни е основната мисија која што мораме да исполниме, да се засноваме на 7 основни принципи кои што се прифатени на секаде во светот. За тоа важи за сите национални друштва и за Меѓународната федерација, комитетот, за кои што принципи изминатата 2015 година исто така беше јубилеј на 50 години од освојувањето на принципите. Значи се работи за една меѓународна организација за која јас сум горда што можам да зборувам од ова локално ниво на кое што сум сега. Тоа се многу, верувајте, во светот милиони волонтери. Значи не сме само овде, меѓутоа она што нашите сограѓани можат да го видат е ова што ние го работиме. Како Црвен крст Охрид, покрај основните дејности, активности кои ги имаме зацртано во годишниот календар на активности, обавуваме и многу други активности кои сметаме дека се за бенефит на заедницата. Многу програми едукативни за млади, за возрастни, здравствени програми, исто така едукативни. Значи, нашиот опсек на работа е многу голем, благодарение на сите овие волонтери, затоа што, верувајте, со 5 лица не може сето ова да се постигне. Да, тоа е заслуга на сите. Так. Драго ми е што волонтеризмот еве живее и што во еве вака едни економско тешки услови, каде што на секој човек, секој денар му е важен. Имаме волонтери кои што своето време ќе го потрошат на ваков начин. Како се мотивираат овие луѓе да работат во една ваква организација? Имаме долгогодишни волонтери, вклучувајќи го и поранешниот секретар Миле Трпеновски. Значи, имаме многу генерации на волонтери кои што дошле и кои што се уште доаѓаат. Меѓутоа, мене навистина ми представува сатисфакција кога ги гледам младите волонтери, средношколците во најголем број, но и студентите и основците во малку помал број, меѓутоа тоа е онаа генерација на млади која што сакам да ја видам на правиот пат. Значи, јас сум исто така долгогодишен волонтер од своја 16 годишна возраст во Црвениот крст Охрид и знам како Црвениот крст влијаел на мојот животен пат и да се изградам во личноста во која што сум денес. И кога ги гледам младите, како се мотивирани, како со желба сето тоа го работат, кога ќе им дадете задача, во потполност ја извршуваат, се разбира со соодветна координација и организираност на сите тие активности од наша страна. Меѓутоа, тие се, кога еднаш ќе дојдат во Црвениот крст и кога ќе видат што се работи, што од нив се бара, како тие можат да помогнат, како можат да го променат животот на некое семејство, на некое дете, да сменат нешто околу себе за кое дотогаш не биле свесни дека можат, дека тие со своји 16-18 години, дека можат такво нешто да направат во својата околина и тогаш се задоволни од себе и продолжуваат понатаму. Така. Имаме деца кај кои што треба да се развива, значи секој човек ја има таа нишка на хуманост, но треба да се поттикне и да се развива. Значи имаме млади деца кои што сакаат, кои што се хумани, но кои што сакаат таа хуманост и јавно да ја искажат и да ја изразат и некако да ја канализираат. Токму правото место е Црвениот крст и вашите врати се секогаш отворени за сите добронамерници. Се чувствува една позитивна енергија кога ќе се дојде таму. Иако многу пати, многу луѓе со животни судбини, со своји животни приказни, не толку убави, доаѓаат кај вас да замолат за помош, но ете и тука сигурно наоѓате голема сатисфакција кога ќе им помогнете, иако предпоставувам емоциите не можете да ги скриете и ќе ве допрати вас како вработени. Да, сме имале многу случаи, секојдневно се соочуваме. Тоа е дел од нашата работа, социјално-хуманитарната дејност и исто така работа на Црвениот крст и секогаш се трудиме да помагаме. Значи, за жал,
Сите ги знаеме социоекономските услови во кои живееме денес и улогата на Црвениот крст за помош не се сведува само во случај на катастрофи, на поплави, несреќи од поголем размер и така натаму, туку и на секојдневно помагање на лица кои што имаат проблем во одреден период. Значи, секој кој тропнал на нашата врата, ние не бараме документи дали е социјален случај, иако тоа е значајно за државата. Меѓутоа, знаеме дека во одреден период личноста доживува некаква несреќа лична или во семејството и дека има потреба од нас. И ние секогаш се трудиме да излеземе во пресред онолку колку што сме во можност. Значи, не можеме чуда да направиме, меѓутоа можеме со помош на одредени фирми, институции, донатори на кои јавно им се заблагодарувам, кои ќе не препознаат како сериозен партнер, каде што можат да ги насочат своите донации за ние потоа да помогнеме. А верувајте ги, од ден на ден ги има се повеќе. Значи, регистрирани се можеби повеќе од 500 семејства во Охрид и Дебрца и ние, оние кои што се во Охрид, ќе им помогнеме, ќе им излеземе во пресред, оние кои што се во Дебрца, во руралните средини, одиме на терен, посебно во зимските услови, ќе ги посетиме, ќе им однесеме помош. Так. Тоа е дел од секојдневната работа. Некогаш доволно е во некој критичен момент на некој човек, доволно е и само разговор од некој лице кое што е непристрасно, не е од неговата непосредна околина, кое што може реално да ја согледа ситуацијата, може би за да му го смени животниот пат или некои негативни мисли кои што ги има во моментот, да почне да размислува позитивно, да знае дека има утре и дека може некаде да се обрати, дека некој може да се заангажира и да се грижи за него и за неговата состојба, дека не е оставен сам на светот. Да. Како што реков, во рамките на нашите можности ние секогаш излегуваме во пресред. Сите тие кои што ќе дојдат и ќе тропнат кај нас се услужени во моментот, подоцна, после 2-3 дена. Или може би, еве, овде можам да ги спомнам и малите ПХВ проекти или промоција на хумани вредности, кои што ние ги, децата кои што се претходно обучени за да работат со одредени категории на наши сограѓани, самите ги лоцираат семејствата, најчесто, веројатно тоа ни е во генот, во кодот, дека сме хумани и најчесто сакаат да работат и со вакви семејства. Значи, помошта не е секогаш само да му дадете материјално. Им ги земаат децата, ги социјализираат, ги дружат, им организираат родендени, некакви забави. Имавме случаи кога беше организирана и матура на одредено лице, кој подоцна стана волонтер во Црвениот крст, затоа што виде што неговите врсници направија за него. Му обезбедија средства за полагање на возачка дозвола, за да отиде на матурската вечер, да изгледа убаво. Значи, сите тие мали нешта кои што ги има многу, за да можам сите да ги набројам, се исто така помош во одреден случај. Сега личноста си е изградена, си има свој пат. Значи, само во моментот беше потребно нешто за личноста, како што рековте, да се почувствува дека не е сама, дека има некој се грижи, дека доколку побара може да добие помош. Секако реков, не сме семоќни. Јас би сакала положбата во нашата земја да е подобра, да имаме се помал број на вакви социјални случаи, да имаме се поголем број донации кои што ќе се искористат исто така за одредени специфични намени, за едукација, за деца, за младинци, за возрастни, значи да ги насочиме во превентивните програми повеќе за подигање на јавната свест за сето околу нас, за хуманоста, за солидарноста, отколку да ги насочуваме кон вакви потреби. Охриѓани важиме за малку така специфични луѓе, малку не карактеризираат како поладни.
дека многу не ги искажуваме можеби чувствата, но тоа не значи дека длабоко во нас не е тле таа хуманост, што реков, ја носи секој човек. Тоа го покаже и последниот пример кога сите некако се обединевме за жал, значи за еден немил настан, за болест на мало дете, 11-месечно малиот Кирил, кој што се бори со една тешка болест, но и тука покажавме една голема димензија. Се направија неколку концерти, значи и самостојни и преку Црвениот крст. Се обединивме и се собра средства, се изврши првата операција, со Божја помош и понатаму ќе му се помага на малиот Кирил за да се избори со оваа тешка битка. Колку Црвен крст е ангажиран при вакви настани, затоа што знам дека кога има нешто вакво, прво каде што се обраќаат луѓето, тоа сте вие. Да, во сите вакви хуманитарни настани Црвениот крст од Охрид е вклучен. Доаѓаат кај нас и ние за многу кратко време, благодарение уште еднаш на волонтерите, се организираме за да можеме да излеземе во пресред и сите тие настани или манифестации да излезат безпрекорно и да се постигне целта. Значи, не само со овој случај, и претходни случаеви сме имале каде што сме помогнале. Луѓето кои што се блиски до семејствата ќе дојдат до нас и верувајте, по завршетокот на ваквите хуманитарни акции доаѓаат и викаат ви благодариме што постоите. Тоа е доволен доказ за нас да ни каже дека навистина сме направиле нешто што е коректно и што е праведно во моментот. Јас уште еднаш ќе кажам, дај Боже да имаме се помалку вакви случаи на кои што ќе помагаме, ама еве, иако не кажуваат охриѓани дека не сме хумани, во последните неколку години и последните неколку случаи толку сме обединети и помагаме. Што го демонтираме тоа со дела. Да. Тоа е оправданието и тоа е она што, значи, ова организација поради што таа толку долго обстојува и постои и уште и понатаму ќе постои таа благодарност од граѓаните и мотивот што ви го дават всушност тие. Мимоза Ставрева е веќе 20 години дел од Црвениот крст. Тоаш не бевте Ставрева. Не. Како започна таа приказна, да ве навратам пред тие 20 години? Како станавте дел од Црвениот крст? Што беше вас? Што ве мотивира? Уште како средношколка, можам да кажам благодарение на мојот сега долгогодишен пријател Сашко Георгиевски, се собравме одредена група на млади, средношколци, студенти и први во Република Македонија, во Општинската организација на Црвен крст Охрид, формиравме тогаш младина на Црвен крст. Тоа беше и тоа месец октомври 96-та година. Со поддршката на тогашниот секретар успеавме да направиме неколку интересни активности. Понатаму се обединивме во младина на Црвен крст Македонија. Оттаму следува многубројни обуки за млади лидери, за здравствените, социјалните програми на Црвениот крст, на кои што јас земав активно учество. Од едни во други обуки, таа мисија, ние често се шегуваме кога ќе кажеме кога еднаш ќе се заразите со вирусот на хуманоста, тогаш ви останува тоа за цел живот. Веројатно сум имала среќа да бидам на правиот пат уште како средношколец и да можам да помагам. Цело време тоа беше мотивот дека после секоја успешно завршена активност се чувствувате уште помотивирани за да продолжите со некоја наредна. И така еве, и јас не сум свесна дека поминале толку години. Времето си поминува, но делата остануваат. Значи, тоа е она што се памети и еден ден кога ќе сме уште повозрасни, кога ќе се навратиме што сме направиле во нашиот живот, тие дела се тоа што ќе ни покаже дали нашиот животен пат бил успешен или помалку успешен. Рековте дека кога еднаш ќе се заразите со вирусот на хуманоста и тој останува за секогаш во вас, истото јас сега ќе го парафразирам и ќе го употребам, кога еднаш ќе се заразите и со вирусот на новинарството и тоа останува во вас за секогаш, тоа мене ми се случи, ама ова не случајно го кажувам затоа што и вие сте моја колешка во некоја рака.
сте биле дел и од некогашното радио Охрид. Имав можност да бидам дел од тимот на младенци, понатаму и новинари во Радио Охрид. И имав можност да учам од прекрасните доајени на охридското спикерство. Значи, тоа школо го имате само таму. Не можете да го постигнете со никаква диплома. Многу ми е драго што дел од мојот живот исто така го поминав таму, меѓутоа некако некој период во животот како преокретница, како ја викаме, се случува да престанам да се бавам со новинарството и да продолжам со нешто сосема друго. Иако по вокација дипломиран менаџер, значи сосема различни се некогаш животните патишта, во кој правец ќе ве однесат и што е она што вие сакате, се гледате себе си после неколку години да го постигнете, да успеете во нешто, а истовремено да правите нешто добро и за другите. Сето тоа има некој заеднички именител, не е ништо случајно во животов, затоа што вие сте, да не речам, лице од екраните, многу често ве има, значи кога има некои јавни настапи, настани од Црвениот крст, кој ако не мимоза. Веројатно тоа моје искуство претходно ми дава сега поголема сигурност пред камерите, пред микрофоните, значи моето факултетско образование ми дава речник на изразување, значи сето тоа се што добиваме во животот и го насочуваме, си ја градиме личноста, понатаму не прави уште подобри. Меѓутоа, сепак јас ја почитувам професијата новинар и малкумина сте уште кои што навистина ја работите работава професионално. Значи, едни сте и вие. Благодарам за комплиментот, ќе го прифатам вака, бидејќи доаѓа од вас, со задоволство и навистина ми беше задоволство за овој разговор. Кога реков дека ќе ми сте гостинка Мимоза Ставрева, вчера бевте кај мојот колега Крсте Голабовски, но неговиот концепт и времетраењето на гостувањето таму е многу пократко и поинаков е концептот, значи секоја емисија си има можност за нешто повеќе, нешто плюс и мислам дека направивме едно убаво интересно интервју. Да, благодарам уште еднаш за поканата. Навистина ми беше интересно за прв пат да гостувам во вашата емисија и навистина од поинаков карактер во оние брзи интервјуа или снимки за вести или утрински програми, сосема е различно и дава можност да уфатиме многу повеќе аспекти од работењето. И јас мислам дека не кажавме све, има уште толку многу да се кажува, меѓутоа има денови пред нас кои за сите активности можеме да зборуваме. Посебно сакам да го споменам и успехот на Brain on Brain програмата која што го имавме изминатава недела, кој што е толку свеж. Нашиот центар за животни вештини во Црвен крст Охрид, Brain on Brain, кој што ги опфаќа дечињата од 4 до 14 годишна возраст, се вратија од државниот или националниот надпревар во Скопје со 30 пехари, 14 златни и 7 сребрени медали од вкупно околу 50 учесници дечиња. Значи, уште еден мотив за понатаму да продолжиме да работиме, не само во таа сфера, ги имаме и многуте други бројни програми со кои што можеме да се пофалиме, меѓутоа тука сте, ќе имаме прилика. Да. Тоа ќе ми биде мотив за уште некое гостување во Лупа, за уште некое интервју, реализиран разговор. Имате ви активности, има за што да се зборува. Секогаш сте нови и свежи и ги потполнувате, значи вашите програми со уште нешто и уште нешто ги надоградувате и тоа така треба. Значи се треба да оди во една нагорна линија, да не се враќаме назад, туку да гледаме во иднината. Како вела, значи живееме во сегашноста, но размислуваме за иднината. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам.